Здраво и добро дојдовте на денешната презентација на методологијата за приоритизација на климатски акции. Се надевам дека сите кои ни се придруживте денес сте на сигурно и во добро здравје, вие и вашите најблиски во оваа чудна нова реалност. Јас сум Симона Гетова, магистар сум во науки за животната средина, градење, политики и менеджмент и сум економски соработник на проектот за зајакнување на институционалните и техничките капацитети за подобрување на транспарентноста за климатски промени во рамки на договорот од Париз, односно проектот CBIT. Тема на денешниот онлайн собир е методологијата за приоритизација на климатски акции, која е подготвена во рамки на проектот за подготовка на 4-тиот национален план и 3-тиот двогодишен извештај за климатски промени, кој Министерството за животна средина и просторно планирање го спроведува со техничка и финансиска поддршка од UNDP и GEF. Денеска, во овој момент, микрофонот на сите учесници ќе биде исклучен додека трае презентацијата. За пријавување на технички проблем или поставување на прашање користете го чат боксот во десниот агол на апликацијата и користете опцијата Raise Hand доколку сакате да поставите дополнително прашање или да започнете дискусија во завршување на презентацијата. Модераторот денес е Павлина Здравева, раководител на проекти за климатски промени во UNDP. Таа е вклучена во развојот на сите национални политики и стратешки документи поврзани со климатски промени во државата и е една од пионерите кои воведоа иновации во справување со климатските промени. Презентерот денес е доктор Наташа Марковска, која е главен технички советник на проектот и е научен советник во Истражувачкиот центар за енергетика и одржлив развој на Македонската академија на науките и уметностите и професор по енергија и климатски промени и ниско јаглероден развој на 2 магистарски и 1 докторска програма на Факултетот за електротехника и информатиски технологии. Има учествувано на бројни меѓународни и национални проекти поврзани со облажувањето на климатските промени, одржливиот енергетски развој, обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност, како и енергетското планирање, поддржани од UNDP, USAID, World Bank, Европската комисија, GIZ, Македонската и други влади. Би ја замолила Пале сега да превземе. Ви благодарам и добре дојдовте уште еднаш. Благодарам на сите. Јас нема да должам многу, само сакам да ви дадам малку вовед како дојде до целата оваа работа. Значи, работиме на проблематиката за климатски промени веќе 20 години во нашата држава и направивме навистина исклучителен напредок кој што е заснован на научни истражувања и анализи. Кога станува збор за климатските промени, зборуваме или за облажување или за адаптација. И во рамките на документите кои што се досега подготвени, направивме многу акцијски планови. Тие акцијски планови требаше да се приоритизираат и приоритизацијата е направена во рамките на самите сектори. Например, во секторот, во делот за митигација имаме приоритетни активности, во делот за адаптација работевме акцијски планови во 8 различни сектори и во рамките на секој од тие сектори е направена приоритизација на мерките кои што беа предложени. Меѓутоа, дојде време кога зборуваме за климатска криза и за климатска акција и кога мораме да направиме напор да оваа приоритизација направиме меѓу различни сектори. Например, да кажеме, од земјоделие оваа мерка треба да се приоритизира да биде прва, оваа од облажување треба да биде втора, некоја трета мерка од шумарство да биде трета и слично. Значи, мораме веќе да зборуваме за меѓусекторска приоритизација. Од друга страна, сите донатори или најчесто донаторите или другите институции, организации каде што се бара
каде што треба да се аплицира, си имаат своји критериуми за приоритизација и според кои што ги оценуваат предлог проектите. За таа цел Наташа подготви една методологија која што ќе ви ја презентира денеска, која што е и едноставна, меѓутоа и совршена за да се вклопи во секој од овие аспекти кои што ги зборувавме. Агендата за денеска веќе ја имате. Значи, Наташа прво ќе ја презентира методологијата, пак имаме една кратка сесија на прашања и одговори, а потоа ќе ја презентирам како оваа методологија функционира во секторот транспорт, каде што веќе е направен еден опит за нешто такво. Наташа, повели. Благодарам, Пале. Дали може само да ми дозволите, да, веќе можам да го делам екранот, така? Да. Дали гледате? Да, само стисни превју. Не. Добро. Добро, Одлично. значи добар ден и од мене. Павлина веќе ја заврши голем дел од мојата почетна презентација. Всушност ја кажа целта на ова и значи беше цел да се направи некаква алатка која што ќе може ако и дадеме влез некоја листа на акции, ќе ги викам овде, но под акции подразбирам разни политики, мерки, активности, проекти, кои што треба да се приоритизираат и на крај да ја добиеме истата листа на тие акции, меѓутоа подредени по редослед од согласно на тоа како некој од тие активности треба приоритетот во нивната реализација. Но при тоа да не биде, значи, еден човек седнал и по свое мислење размислува како и за редоследот на реализација на тие акции, туку треба да се, по однос на тоа прашање, да се земат предвид мислењата на најразлични чинители. И сега кога зборуваме, значи, за чинители, имаме најразлични чинители кои што доаѓаат од различни сектори, владин, јавен, приватен, невладин, бизнис сектори, граѓани, и сите тие имаат различни видувања за тоа кои критериуми треба да се земат предвид. Така, ние сите различно размислуваме. Понатаму, која е важноста на секој од критериумите? За некој поважен е економскиот критериум, за други може би е поважно влијанието на самата акција и нејзините резултати по однос на животната средина. За некои се важни други критериуми, например, колку места работни нови ќе создаде и така натаму. И сега исто така, кога ќе ги имаме критериумите и кога ја знаеме важноста, не сите и имаме исти перцепции како една активност би се однесувала по секој од тие критерии. И сега, тоа е така наречена мултикритеријална приоритизација, зад која што има многу релативно голема теорија научна со различни хиерархиски модели, не знам, има мултикритеријални приоритизации со матрици, со тоа и јас, колку што знам и на машински факултет, имаме и докторат во однос на оваа област. Меѓутоа сега во конкретниот случај, кога по однос на тоа треба да се соберат мислењата на најразлични чинители, тогаш сето таа теорија позади треба да се сведе на многу едноставни практични чекори, за да можат сите на крај онаа приоритетната листа која ќе излезе, сите на крај да имаат чувство дека на еднаков начин имале можност да придонесат во нејзиното рангирање и дека сите нивни видувања по однос на критериумите, важноста и како тие сметаат
дека секоја од акциите треба да биде приоритизирана, е земена на некој начин предвид. И сега, каде сето ова може да се примени, значи, веќе Пале спомна, во најразлични акциски планови, кога зборуваме за климатски промени, тоа е и во облажување, и во адаптација, но и воопшто за планови за климатски промени, кога треба да приоритизираме различни акции од сите овие тематски области, и тоа и на национално ниво, значи кога зборуваме за акции на ниво на држава, но и самите, например, општини, кога прават најразлични акциски планови, имаат листа на акции, треба да ги приоритизираат, и тоа не само во климатски области, туку и во други, и на области, или може и дури на ниво на некоја институција. Ако некое министерство има некакви политики, и сега кога повеќето од различни сектори треба да седнат луѓе и да ги приоритизираат кои политики да речам побутнат во своето делување. И сега, еве, значи, кога пак ќе речам, кога се работи, значи, со многу групи, со многу различни чинители, со различни ставови по сите овие прашања, најважно е да сето ова добро се подготви. И секогаш тоа почнува со така наречена анализа на чинителите, значи прво утврдување кои се чинители се засегнати во оваа конкретна област, кои се нивните интереси, каква моќ имаат за делување, какви влијанија и така натаму. И откако ќе направиме таа анализа на чинителите, треба да се направи работилница за приоритизација, во која што ќе биде поканет, во која што треба да се обезбеди барем еден учесник од секоја група на чинители, која што ќе биде претходно утврдена, значи со анализата на чинителите. И она што е исто така важно, треба да се утврди еден модератор кој што уште претходно треба да се знае кој ќе биде, така да тој би помогнал и во анализата на чинителите. И тој модератор треба да има исклучително широки познавања во областа на активностите кои што треба да се приоритизираат, за да може да биде подготвен да дава одговори на сите. Тој треба да го води процесот и да дава одговори на сите прашања што понатаму чинителите би ги имале во текот на работилницата да одговара, и да им даде солидна основа, врз основа на кој тие ќе можат понатаму на еден конзистентен начин да ги изразат своите ставови. Од друга страна, значи, тој не само што треба да има технички познавања за самата област, тој треба да има и вештини да може да инициира, значи, да ги мотивира чинителите, да ги вградува, да може сите мислења на некој начин ги сослуша, ги интегрира и ги поттикне на крај сите чинители да се задоволни од процесот и да имаат мислење дека ете и нивното мислење е земено предвид и е вградено во конечната приоритетна листа. И сега рековме првиот чекор започнува со избор на критериумите, во кој што, значи, апсолутно сите чинители треба да учествуваат. И сега, пак ќе речам, може, ако е ова приоритизација на активности кои што се за финансирање, например, и треба да се постават како предлог проекти за финансирање кон некоја донаторска институција, таа сама донаторска институција си има критериуми по кои што ги приоритизира проектите за финансирање, и тука нема ние што многу да размислуваме. Значи, тие се проекти, тие се критериуми, ние единствено ги даваме како таков сет и ќе пробаме нашата листа на проекти да ја приоритизираме согласно тие. Значи, тука не треба да се измислува топла вода, кои се нашите критериуми или што. Институцијата е таа што дава пари и ние сега треба да ја следиме
да играме по незините правила. Значи таа ги дава критериумите. Сега понатаму во следните чекори треба, кога ја имаме нашата листа на потенцијални проекти, треба да ги прашаме чинителите како да ја приоритизираме согласно листата, согласно тие критериуми. Меѓутоа, кога правиме акциски планови, кога правиме некои програми, било да се тоа во држава, било да се во општините, било да се во самите институции, тогаш самата институција, самата држава, самите општини треба да си најдат најоптимални критериуми по кои што ќе ги приоритизираат тие проекти. Сега, и при тоа се разбира да го земат мислењето на сите релевантни чинители. И сега, конкретно за области што се за ублажување и за адаптација, нели за климатски промени, модераторот на таа работилница за приоритизација е должен да им представи на самите чинители некои општи критериуми во конкретната област, кои што се без практици, значи кои што вообичаено се употребуваат за приоритизација. И еве сега, например, тука на левата страна е дадено, значи, за ублажување како главни критериуми за приоритизација, кои што вообичаено се гледаат, се околинската ефективност, значи колку некој проект или акција смалува емисии на стакленички гасови, овој критериум се однесува за ублажување, економска ефективност, по која цена се смалува 1 тон CO2 еквивалент или 1 тон CO2, зависно од тоа, значи колку е цената на смалување на 1 тон ако тој проект се примени. Понатаму, колкава е инвестицијата за конкретниот проект. Овој критериум може да важи и за адаптација и за ублажување. Колку, например, за адаптација, колку популации се афектираат, ако е проект од биодиверзитет, кои се видови се афектирани, ако е од аспект на живот на човеково здравје, колков дел од популацијата е афектиран со конкретниот проект. Понатаму, со просторен домен, дали проектот ова е за адаптација, дали зафаќа има само локално дејство, дали има поголемо, пошироко дејство, дали е на национално ниво, меѓугранично и така натаму. Понатаму критериум кој што важи и за адаптација и за ублажување, колку ти се чини дека самиот проект е остврлив. Значи сите проекти имаат бариери, меѓутоа од аспект на тоа не само економски, него колку е остврлив, исто така некој проект треба да се процени и да биде погоре или подолу во листата. Колку имаме расположливост на опции за финансирање, значи во некои институции имаме теми кои што топ-даун, тие викаат ние финансираме проекти од тие и тие области, па дајте да ги ние приоритизираме тие проекти во кои што имаме и институции кои што практично финансираат проекти во тие области. Посебно е важно кога за проектите кои што ни се од митигација, дали можеме да ја следиме и колку можеме да правиме, колку е мерливо, колку се намалува со тој проект емисии на стакленички гасови. И дали, например, и копридобивките се битни и за проектите од адаптација и од ублажување, затоа што при приоритизирањето ние треба да ги земеме предвид оние проекти кои што имаат поголеми копридобивки и за другите сфери, не само за областта во која што се реализира. Меѓутоа, кога сето ова модераторот го објаснува, значи како можни критериуми, тој сега треба и да им даде конкретни вредности за сите овие
критериуми. Например, кога зборуваме, да речеме, за околинска ефективност, добро би било, и околинска и економска ефективност, добро би било претhodно за листата, ќе покажам после на примерот, за листата на проекти кои што треба да ги приоритизираме, да биде изготвена така наречена маргинална крива на ублажување, во која што за сите тие мерки ќе бидат пресметани и околинската ефективност, и економската ефективност, и таа крива ќе им се представи на чинителите. И ќе се види секоја од тие мерки колку смалува емисии на стакленички гасови и по која цена за секоја од тие, така да чинителите ќе знаат, ќе имат на увид колку сето тоа можат тие да на увид како да можат после кога ќе го оценуваат проектите, да можат да знаат, да имаат сознанија, значи и да ги внесат во презнаење кога ќе дојде фазата на оценувањето. И понатаму, значи тоа е кога имаме проекти само во една област. Меѓутоа, многу пати, сега конкретно за климатски промени, кога правиме акцијски план за климатски промени, ние треба да приоритизираме проекти имаме, значи, листа на проекти со митигација и листа на проекти за адаптација, и сега како климатски акционен план треба да приоритизираме проекти од двете листи. Во тој случај, значи, се препорачува да си се направи приоритизација во областа митигација, да си се направи приоритизација во областа на адаптација и понатаму кога ќе дојде до меѓусекторската, значи да имаме тогаш една листа од 10 приоритетни проекти во митигација и во адаптација, тогаш правиме нова приоритизација и со нови критериуми. И во тој случај, пак тоа треба убаво да го објасни модераторот, можеме да најмногу критериуми по кои што треба да работиме се критериумот за итност, понатаму колку некој од тие проекти е битен да биде е многу важен, е многу итен за самата институција или држава или општина, колку е придонесот, например, на тој проект кон евроинтеграцијата. Овој проект на некој начин е тривијален затоа што јас мислам дека повеќето од проектите некој начин се и кон придонес кон евроинтеграцијата, но добро е да се посочи дека тој треба критериум да го имаме на ум при приоритизирање. Исто така, ова остварливост или степен на тешкотија во реализацијата, ако имаме некои проекти кои што знаеме дека се многу тешки или неостварливи, веројатно би требало да иде подолу на рангирањето, но сепак за тоа треба да го слушнеме мислењето на сите, не еден човек да го оценува сето тоа. И најважно исто така, ако немаме опции за финансирање, овие тоа треба сепак овие проекти да одат подолу на листата за рангирање. Значи, овде, кога имаме меѓусекторска приоритизација, секогаш бараме критериуми кои што се важат имаат генерално значење и важат за сите, меѓутоа од веќе приоритизираните области ние треба веќе по однос на тие генерални критериуми на крај да ја направиме приоритизацијата. Сега ова е се околу изборот, значи, на критериумите. И сега одиме понатаму сега тоа беше кои се критериуми и сега им се даваат, значи, заможни. И сега чинителите треба да направат избор кој ние ќе ги земеме. Критериуми како основа за извршување на приоритизација. И сега има многу едноставни техники за тоа.
Например, добро е, за да не се комплицира, ако отидеме со многу повеќе од критериуми, 5, 10, 15, значи тогаш тоа е повеќе за, да речам, некоја посложена операција, меѓутоа ако го имаме многу чинители од различни групи, добро е да не се претерува со критериумите и не би одел и да не се оди со повеќе од 5. И затоа на едноставен начин, значи сите можни критериуми може да се напишат секој на по еден лист и на чинителите да им, ако речеме се ограничиме на 5 критериуми, им дадеме 5 стикерчиња и им речеме: ве молам на секој од критериумите кои што треба да бидат избрани, залепете по едно стикерче. И на крај, оние 5 критериуми кои што имаат најмногу залепени стикери, ги бираме за понатамошне како основа за приоритизација. Значи, тоа е многу едноставна постапка како да го земеме мислењето од чинителите кои критериуми треба да ги вклучиме. Сега веќе е, значи, кога веќе сме се договориле, уште еднаш ги повторуваме пред сите чинители и викаме: да, еве се договоривме, ова ќе бидат критериуми. Ако, например, 2 или 3 критериуми имаат изброј на стикерчиња залепени, тогаш ќе направиме уште еден круг на гласање само со тие, за да избереме точен број онолку колку што ни треба. Значи, тоа е едноставна постапка, но тука сме чисти пред чинителите, да, сите ни кажавте кој е вашето мислење, кои критериуми треба да бидат земени. И се оди понатаму определување на тежински фактор. Значи, не е само сега кои критериуми, туку да се земи во однос на тоа, во мислењето на чинителите, кој од тие фактори е поважен или помалку важен. И сега тоа се разбира е она формулата за тежински фактори, која што збирот на тежините пред секој фактор треба да биде единица. Не треба да ја знаат оваа формула чинителите, меѓутоа треба на сите да им поделиме по една табела во која што ќе биде во колоната напишани веќе избраните критериуми C1, C2, C4 до C5. Значи, ете, за mitigation ќе биде околинска ефективност, економска ефективност, мерливост и така натаму. И после тоа да им кажеме на чинителите: напишете единица до секој критериум ако мислите дека важноста на тој критериум е мала, напишете двојка ако е средна, напишете тројка ако е голема. И сите тие, значи, ги собираме листовите и потоа со едноставната формула ги пресметуваме тежинските фактори, за да понатаму го одиме кон рангирањето. И сега, кога веќе, значи, тука треба да се направи пауза, за да можеме да ги пресметаме ние тежинските фактори, и понатаму се враќаме назад на работа со чинителите. За време на таа пауза треба да се изготват, значи, и овие табели што ја гледате овде е евалуацијска табела за чинителите. Значи, им се дават на левата страна сите напишани проекти, а на десната страна остојат критериумите C1, C2, C3, C4, 5, оние избраните, и на крајот на секој чинител му се вика: сега го имаш проектот овде на левата страна од 1 до N, сите тука се поставени проекти, и ве молиме согласно за секој критериум да од 1 до 5 да го оцените. Ако мислите дека тој критериум е тој проект, да речеме конкретно проектот проект 1, ако ни е пак ќе се задржам на ублажувањето, мене таа област ми е најблиска, например поставување на соларни колектори. Ако мислите дека по критериум од економски аспект тој е најдобар, ставете му 5. Ако мислите дека е послаб, 4, 3, 2, 1. Значи, по критериум, ако по критериум, значи не создава работни места, ако тоа ми е, например, еден од критериумите, ставете му двојка, тројка. Значи, тука пак едно 5 минути објаснување со конкретни примери. Модераторот треба да им објасни дека
треба да го оценуваат секој проект по секој критериум. Од 1 до 5 се разбира оценките и на крај ги собираме ние тие ги собираме за секој, значи, чинител ја пополнува оваа табела и на крај за секој чинител добиваме, значи, резултатот за секој проект согласно тежинските фактори на критериумите и оценките што тој конкретниот чинител, тука е означен со Stakeholder X, го оценил конкретниот проект и на крај се разбира ова, не знам како ова, да, се разбира, на крај имаме, значи, табела со конкретно пресметано за секој чинител, значи и резултатот за секој проект по однос на неговото оценување. И понатаму сето тоа, значи на крај ги собираме овие сите резултати на сите проекти од чинителите и ранг листата значи за секој проект се собира резултатот од секој чинител и се разбира на прво место е проектот со највисок резултат, на второ место и така натаму, на крај ја добиваме оваа рангирана листа на проекти. И сега ова не го преведов, меѓутоа го имате во, значи се обидов целиот процес на многу едноставен начин и со некои препораки кои што ги произлегуваат од сето ова, ама и од некои, да речем, работилници што лично сум учествувала и сум ги спроведувала, да бидат напишани за хартија, да им послужат понатаму на сите други и модератори, и институции, и државата, и општините кога би правеле ваква приоритизација на некоја листа од претходно утврдени активности. Значи, рековме, се почнува најчесто со анализа на стейкхолдерите, тука треба квалитативна и квантитативна анализа. Значи, тука ни треба да видиме кои се групи на чинители треба да ни учествуваат и се разбира, значи, тоа е тоа околу стейкхолдер анализата. Понатаму, добро е сето тоа да биде во живо, значи сега, меѓутоа има доста понатаму и онлайн алатки, да се направи таква работилница за приоритизација, за да се земат, значи, мислењата на сите чинители. Добро е, значи, како минимум да се обезбеди учество на барем еден учесник од секој идентификуван сектор на стейкхолдерите, но се разбира колку што учествуваат повеќе чинители, толку е подобро, затоа што и сопственоста над приоритизацијата всушност ќе биде важна, да секој се почувствува дека дал свој придонес и дека неговото мислење е земено предвид во самата приоритизација. Она околу модератора, значи пак е повторам, исклучително важно е тој да ја познава областа. Значи, пошто тој во текот на процесот ќе мора да ги објасни добрите практики, кои најчесто критериуми се земаат предвид, меѓутоа не само теоретски кои најчесто критериуми се земаат предвид, тоа треба да го објасни во контекстот, во конкретниот контекст, дали на институцијата, дали на државата, дали на општината. Значи, тој претходно треба да знае што се во таа област, во конкретните проекти има направено во државата, кои документи, кои податоци постојат. И сето тоа да им го предочи на чинителите, да им каже, ние за овие проекти имаме маргинална крива на трошоци, дајте да ги погледаме
да видиме како сите овие активности се однесуваат по однос на економските и околинските критериуми. И тогаш да, и чинителите ќе се сложат дека тие се важни критериуми, имаме податоци за тоа, дај да ги рангираме по тие критериуми. Значи, исклучително знаење, општо познавање за областа, меѓутоа и конкретниот контекст со конкретни податоци, со конкретни студии, за да сето тоа може на еден едноставен и многу робустен начин сето тоа знаење да им биде пренесено на чинителите пред тие да ја прават приоритизацијата. И значи исто така процесот треба постојано што да прават и како да прават и да го реализираат и да ги води едноставно чинителите во самиот процес. Уште еднаш, значи, препораката е се да биде доста едноставно, не повеќе од 5 критериуми, затоа што јас сум учествувала и на вежби и со повеќе критериуми и со многу акции, меѓутоа и на вежби со помалку критериуми и со помалку акции, ќе ви кажам дека многу поефикасни и помалку фрустрирачки сме биле на она со помалку критериуми и помалку акции, затоа што едноставно тогаш може полесно да се работи и полесно да се екстрахира мислењето на чинителите. Не треба да бидеме премногу амбициозни да се оди до не знам какви детали. Всушност, овде може би приоритизирањето е интуитивно и многу јасно за сите, но важен е процесот што ќе се генерира и што ќе се генерира собственоста на чинителите дека тие учествуваат во процесот. Тоа е многу важно во креирањето на политики и на самата држава или па понатаму и на општините и на институцијата, затоа што на тој начин имаме едно, како да кажам, партиципативно почитување, партиципативно носење на одлуки со учество на сите, и тоа по мене е еднакво важно како да ние сме ги избрале и најприоритетните проекти, како и самата приоритизација. Значи, ова пак некои практични препораки дека сето тоа може, значи, овие тежинските фактори и овие табелите за приоритизација може да се направат за време на пауза на приоритизацијата. Значи, тука пак да им оставиме простор на чинителите да има пауза помеѓу двата чекори, избор на критериуми и тежински фактори и понатаму евалуацијата, односно вториот чекор да има пауза, да можат овие чинителите да си направат муабет за нетворкинг и да можат понатаму да го олесниме процесот, полесно во вториот дел да ги оценат проектите и да на крај самиот процес ни даде добри резултати и на крај сите да завршиме со чувство дека нашето мислење е испочитувано во приоритизацијата. Толку сега тука ќе застанам, давам простор за некои прашања и понатаму ќе следува, значи, конкретен пример на примена на овие чекори во приоритизација на мерки. Повелете, може сосема онака интерактивно сите да се вклучувам. Благодарам. Значи, може да поставите прашање со пишување во чет боксот што е доле, имате едно raise hand, каде што може да ве вклучиме и во живо или да го исклучите микрофонот за да може и во живо да зборувате. Јас мислев дека кога ќе ги видат луѓето формулите што изгледаат страшно комплицирано, ќе се исплашат и ќе се исклучат, ама добро е, останавте сите, значи интересно е. Благодарам, Наташа, многу на едноставен начин го објасни ова. Понатаму кој ќе го видат примерот, ќе добијат сепак по реална слика за тоа како овој цел процес тече.
Има една порака од Теодора, одлична презентација, благодарам. Сметам дека учеството на што повеќе засегнати страни во носењето одлуки е многу битно и потребно, но исто така сметам дека одредени предзнаења на чинителите се суштински, во смисла на регионални, меѓународни предизвици и слично, се со цел избегнување на лично мислење, туку приоритизација заснована на знаење и искуство, а ова последното особено битно за адаптација. И уште кон учесниците, Наташа, ќе ги прочитам прашањата, па ќе ги кажеш. Дали има критериуми од Софија Богева, дали има критериуми за избор на учесници на ваквите работилници, бидејќи обично се праќаат луѓе од институциите кои воопшто немаат познавање, иако работат во секторот кој што е потребен. И Јордан Чукалиев исто така има прашање како да се изберат чинителите во еден комплексен сектор како земјоделството и како да се мотивираат да направат сериозна припрема во однос на да проучат голем број на проекти и мерки што бара сериозен ангажман. Значи, повеќето прашања се однесуваат на изборот на соодветни учесници и начинот како тие да се мотивираат да имаат поголемо знаење од темата. Повелината. Да, ова апсолутно се согласувам со Теодора дека предзнаењето на чинителите е особено важно за да речем за успешна приоритизација, затоа што не само, значи не само и во креирањето на своите лични ставови околу тоа колку по кои критериуми треба да приоритизираме и што нешто и колку некој од критериумите е важен, па и како самите акции се однесуваат по однос на тие критериуми, во формирањето на лично мислење околу тоа, секој чинител колку има пошироко знаење, толку е подобро. Сега, тука истовремено се одговара и на прашањето на професорот Чукалиев. Сакам да кажам дека добро е на вакви работилници за приоритизација да претходат други некои работилници, јас би ги нарекла едукативни работилници, во кои што сите овие работи, значи ќе се даде, да речам, некое општо знаење за самата област, за самите критериуми, што се како best practice се применува. Тоа е еден тип во конкретната област, еден тип на едукативна работилница, меѓутоа и друг тип на едукативна работилница претходно, во кое што пак на еден интерактивен начин сето тоа ќе се представи во контекст на дали е се ако зборуваме за национални на проекти или активности во контекст на државата. И тогаш, значи, два типа на едукативни работилници. Општо, ајде пак за конкретен пример ќе кажам за митигација. Општо за митигација, што е тоа, кои се конкретни акции и активности во проекти, да им се објасни за економска и околинска ефективност на мерките, што тоа значи, значи општи теоретски работи за митигацијата, кои се можни митигациони мерки и така натаму, и сето тоа после на друга едукативна работилница или може во две фази една иста, сето тоа после да се објасни во контекст на Македонија и да се види, значи, што ние имаме во таа област, докај ни се информациите расположливи, кои се мерките во Македонија, докај се информациите расположливи за тие мерки, дали имаме анализи кои што ги пресметуваат ко-бенефитите од митигационите мерки. Ако нема ние потреба како да го гледаме тој критериум за ко-бенефити, значи после во приоритизацијата, нема зошто да го буткаме тој критериум за ко-бенефити, ако не знаеме колку самите митигациони мерки генерираат места. Значи и самите критериуми понатаму, тоа е веќе доаѓаме на приоритизационата конференција, па сами треба, значи, да оние критериуми кои што ќе ги буткаме да бидат избрани од чинителите, треба да бидат контекстно зависни. Значи,
треба да едноставно на приоритизација и претходни со еден збор едукација. И тоа едукација општа за темата и едукација конкретна за македонскиот контекст. Тоа е околу ова за имаме чинители со предзнаења. Околу прашањето за избор на чинители и групи се разбира тука, тоа е она stakeholder analysis. И тоа е исто алатка која има доста теорија позади неа, но тоа всушност што е? Тоа е најдобро да седне модераторот, оној што ќе биде модератор, значи, и институцијата која треба да ја спроведува приоритизацијата, да седнат и да направат анализа на стейкхолдерите. Значи да се види кои се чинители, кои се чинителски групи се битни и да се направи листа на чинители кои што треба да се поканат. Прво и на тие едукативни работилници, а понатаму и на приоритизацијата. Значи ние сакаме чинители кои што се засегнати од овие мерки кои што треба да ги приоритизираме, но не само тоа, и да имаат соодветни претходни знаења на кои што ќе го градат мислењето кое понатаму ќе треба да го земеме предвид во приоритизацијата. Сега тоа тука не знам како од конкретни институции да се изберат конкретни луѓе кои што тоа е повеќе, како да кажам, регулаторно прашање кое што јас не знам, можеби некој од повеќе од институциите сами можеби имаат одговор на ова прашање, како да се обезбеди да речам не најадекватните туку и континуитет во целиот процес, не денес едни, утре други, па сето тоа да биде дисконтинуирано, туку тоа не имам одговор за тоа прашање. Толку по овие две прашања. Благодарам, Наташа Теодора, само да ја вклучиме кратко, па мислам дека ти прочита и некој од овие. Дори? Да, благодарам Наташа, благодарам Павлина, здраво на сите. Ова што го адресира и Сонја Богоева е многу суштинско прашање, меѓутоа не само, тука би го проширила опсегот, не само на представници од владини институции, туку и останатите стейкхолдери. Значи нема ништо ново да кажам, тоа е веќе адресирано и во повеќе извештаи во последниот, например, за перформансите на нашата држава во областа животна средина. Многу јасно е укажано дека не достига таа институционализација на прашањето на климатските промени, што би значило, со други зборови, ако се погледнат препораките во прегледот, дека е потребно всушност систематизирање на работно место, не посебно, меѓутоа како дел од некои општи работни задачи во различни институции, да имаме административни работници, сега зборувам значи за делот на администрацијата на која што припаѓам, меѓутоа тоа се однесува на сите други нивои. Токму да се спречи, односно да се надмине проблемот што јас многу веќе почесто го воочувам на така наречен екзибиционизам во климатските промени, значи прашање кое што навистина е комплексно и е можеби предизвикувачко, меѓутоа и многу се зема за право да се коментира без можеби претходни знаења. И во насока на надминување на тоа и да се обезбеди навистина квалитетен инпут, значи прво е потребно таа институционализација, која што се надевам ќе пробаме да ја направиме со идниот закон за климатска акција, па понатаму со актите за систематизација на нивои на различни институции, па би се знаело него точно би се лоцирала одговорноста во административните службеници, кој е тој кој што би бил одговорен, со тоа што не може да биде еден административен службеник во институција, туку тоа според мене треба да биде дел од работна задача на огромен број административни службеници, затоа што станува збор навистина за многу
интерсекторско прашање што задира во многу различни аспекти на работење не само на една институција, туку и на многу други институции. И само уште кратко, ова навистина сметам дека е многу неопходно, може би и во самата методологија што ја предвидува Наташа, како чекор пред приоритизацијата, значи од една страна е модераторот со своите технички и други квалитети и квалитети за пренос на знаење, меѓутоа од друга страна е и аудиториумот кој што навистина мора да биде претходно донесен на некое приближно еднакво ниво за да може да се очекува рационална приоритизација. На ова што го напиша Маја за интеракција со стратегиите и со зелената агенда, да, тоа е всушност таа методологија. Меѓутоа се земам за право да забележам дека тоа што го почувствував кога се работеа тие општински политики беше токму тоа што секој си дозволуваше да го донесе прашањето на климатски промени во одреден контекст за кој што тој самиот се смета или има одредени знаења или потекнува таа област. Значи, според мене не достигаше еден претходен вовед на кои се тие општи предизвици, што сакам да речам. Например, кога имав контакт со одредена група на земјоделци, сватив дека за нив, например, енергетската ефикасност е тотално непознаница, затоа што за нив климатските промени се единствено влијание врз нивните посеви. А како они ги користат своите трактори или како ги загреваат своите пластеници, не го доведува во контекст со климатските промени. И затоа, да не должам, сметам дека некаде навистина треба да биде потенцирана потребата за претходни општи и специфични работилници или тренинзи или како и да ги наречеме, за да всушност избраните, а тие избрани да бидат со одредена одговорност, не случајно избрани, туку да имат одговорност во носењето одлуки, да на крај резултираме со навистина некоја сериозна приоритизација која што ќе служи за правилно приоритизирање на политики и мерки. И во однос на прашањето за Славјанка, значи ова не се однесува конкретно на проекти, да? Дали може, пошто прашањата не знам дали сите ги прочитуваат, ако сакаш да го прочиташ прашањето па да го одговориш или Славјанка, да. Ајде да видам кај беше. Еве, јас ако сакаш ќе го прочитам, па ти кажи. Може? Да, еве го, ајде. Значи, Славјанка пишува: здрава на сите, јас би сакала да предложам нешто. Прво, при приоритизација мора да се даде преглед на најважните податоци за проектот, за да може чинителите да ги дадат бодовите. Мисли дека треба поголем број на критериуми, бидејќи тие подобро ќе ги раздвојат проектите и дека треба да се дефинират индикатори за секое бодување, што значи 1, 2, 3, 4, 5 при бодирањето на секој проект и да се размисли да се додадат критериуми како например дали проектот води кон исполнување на целите на одржлив развој, дали проектите иницираат иновативност. Мислам дека се толку од неј за коментарите. Да. Само кратко сакам да укажам, можеби Наташа повеќе може да одговори, дека ова повеќе јас го гледам како приоритизација на акции и мерки, не на проекти. Значи на активности во смисла на веќе во рамките на одреден проект излистани одредени приоритетни мерки и активности. Тоа е онаа разлика што ја има методологијата на приоритизација што се правеше во рамките на Зелениот климатски фонд. Значи овдека станува збор за приоритизација на мерки, активности, акцијски планови на различни нивои. Наташа, дали имаш да надополниш нешто за ова? Да, Пале, значи јас исто ги гледам ова, го читам ова, на ваков начин ги работевме Маја Марковска. На ваков начин ги работевме локалните стратегии за климатски промени. Имаме сет на критериуми и определени тежински фактори во методологијата на Зелена агенда, која што ја користевме за изработка на локални стратегии за климатски промени. Ова е одлично, супер пример посочи Маја. Сакам да кажам дека овде, значи да, таа методологија е холандска за Зелена агенда, да. Во која што, значи, еве пример каде што критериумите и тежинските фактори се предефинирани.
И сега едноставно, веројатно, јас не сум работела по таа, ама како што е напишано овде, значи самата методологија за зелена агенда, за приоритизација на локални климатски стратегии има критериуми и определени тежински фактори. Меѓутоа, ние сега конкретно ова сакаме да ги прашаме чинителите и кои критериуми и важноста. Значи, ова е како некое подмножество на малце ова вашево што го кажувате почнува од чекор 3. А ние овде ги додаваме уште и чекор 1, кои критериуми и важноста на критериумите, исто така да учествуваат чинителите, што не е погрешно. Некогаш и како што веќе реков, некои ако приоритизираме проекти или активности за да понатаму бидат финансирани од некоја финансиска институција, ние нема што да размислуваме кои критериуми, тие се предефинирани и тежинските фактори се предефинирани, туку само треба последната фаза, она евалуацијата. Да, се согласувам со второ прашање, поминувам на Славјанка околу бројот, околу тоа прво добро е, да, навистина, треба да се предочи кои се расположливи податоци. Тоа веројатно ова го веќе напишавте како прашање пред да дојдам до чекорот кога модераторот зема збор. Да, значи модераторот кога зема збор пред да почнеме со бирањето на кои критериуми, треба точно да ги информира чинителите што се од податоци постојат, како што веќе реков, треба да се конкретно за митигација да се покажат например кривата за маргиналната крива на трошоци, да се каже дека за сите мерки имаме пресметано и кои се всушност и економската ефективност и цените за намалување на емисии, меѓутоа и нивното околинско влијание, колку смалуваме со секоја. Значи сите тие предзнаења, да речам, за самите проекти треба да се представат пред да ги одлучиме критериумите и пред да ги одлучиме тежинските фактори, односно колку некој од тие критериуми е важен. А понатаму ќе бидат важни и за евалуационата фаза на постапката, кога самите чинители ќе ги прашаме за како некој проект се однесува по однос на, како мисли тој чинител дека некој проект се однесува по однос на одреден избран критериум. Другото беше да се квантифицираат точно. Ако сега вие не го гледате, меѓутоа во самиот овде во презентацијата не беше наведено, но еве во самиот текст сум напишала јас. Значи треба да се напише да, единица значи слабо, двојка значи доволно, тројка добро, 4 многу добро, 5 одлично. Значи треба да, кога ќе ги правиме тие евалуацијски таблици, многу јасно да се каже кои се вредности може да ја добива оценката и што тоа би значело. Значи многу кратки и едноставни објаснувања, па потоа се даваат тие евалуацијски таблици да може да работат. Околу бројот на критериумите, јас значи пак за Славјанка е ова, значи сум присуствувала на голем број на работилници во кој што имало и мал и голем број на критериуми, кога сме се заглавувале многу често на кога е голем број на критериумите и кога имаме преголеми амбиции, сме се заглавувале многу често на избор на критериумите и во бесконечни фрустрирачки, би рекла, дискусии кои што по некој начин се и нерелевантни и треба да размислиме на некој начин. Пак тоа зависи и од конкретната листа што ја имаме за приоритизација. По мене, кога ќе имаме конкретен проблем на реализација, претходно модераторот заедно со институцијата што
треба да ја изврши приоритизација, треба да размисли за бројот на критериуми кој е најадекватен и при тоа да не се наруши, да речам, можноста за раздвојување на проектите. Значи, тоа е, да речам, некоја техничка работа, која што претходно самиот модератор заедно со институцијата би требало да одлучат, имајќи предвид извршената стейкхолдер анализа, имајќи го предвид знаењето на стейкхолдерите околу областа, имајќи го предвид расположливоста на податоците, до кое ниво и колку ќе одиме, за да на крај сме способни да добиеме некаков резултат и да не завршиме само со на некој начин вежба во кое што нема да направиме ништо, а ќе добиеме isfrusтрирани чинители. Толку е одговорот. Благодарам, Ната. Билјана прашува дали има предвидена динамика на активности, односно од кога би се започнало со номинирање на чинители, едукативни работилници и приоритизација. Значи, оваа методологија е представена, може да ја користи Министерството, може да ја користат други министерства, може било кој да ја користи, во зависност од тоа кога ќе почне процесот. Ние планираме да ја користиме во рамките на подготовката на двата документи кои што ги правиме сега, тоа се третиот двогодишен извештај и четвртиот национален план за климатски промени. Така да, од кога би почнало во рамките на тоа, не знам како оди ситуацијата, но мислам дека за месец или два да помине овој хаосов со ковид би можело да се започне во рамките за потребите на овие проекти, значи да се прави приоритизација. Да? Само укажување дека методологијата веќе, да кажам, во минатото е имплементирана. Само да ме подсетиш, дали беше за приоритизација на акциите за митигација во рамките... За транспорт, Наташа сега ќе даде. Следно е така, значи не станува збор за започнување, него за за започнување во рамките на овој процес на подготовка на нови документи за ублажување. Значи во рамките на третиот двогодишен извештај ќе имаме акциски план од акции за ублажување во рамките на 4 сектори. Значи ќе ја примениме конкретно на планот за како кроссекторска, така. Валентина прашува дали ќе има чекај да го најдам само водич за институциите. Ако сметате дека има потреба, може да подготвиме ако мислите дека користи. Наташа, само пред уште кратко имаше прашање во однос на локалниот сектор, дека Елена кажува дека често локалното население групи и сектори подобро лоцираат приоритетни проекти. Дали стейкхолдер анализата ќе вклучи мапирање преку анкети или интервју на локално ниво? И имаше уште од Софија за локално ниво, дали некаде се споменува значењето од одите од терен, односно мислењето на локалната заедница за одредени мерки, со оглед на тоа дека успешноста на имплементацијата многу ќе зависи од ресурсите на локалната заедница во процесот на подготовка на мерките. И Наташа имаш уште едно прашање од Ордан, беа спомнати онлайн алатки кои постојат, дали може да се препорача некоја која би одговарала на сегашните услови, кои може би ќе потраат уште извесен период? Добро, Пале, може да одговорам. Значи, ние сега ништо, ова не е никакво планирање за никакви иднина, туку е ако некогаш сега во следните чекори на било која институција спомнав, од државно ниво, на ниво на политики, например на влада, акциони планови на министерства, до акциони планови и програми на општини, може едноставно сите тие се повеќе и повеќе од сите нив се барат да направат приоритизација со чинителите. И едноставно може само да се тоа, значи, ова немаме за цел ништо да покажеме некакви планови за планирање стратешко било во која област, туку само кога во некакви такви иницијативи постојат, па ова кога ќе им дојде, кога ќе им се бара приоритизација со чинители,
да си го земат ова и да видат како ќе го спроведат во своите активности. Значи овде не планираме активности нити во министерства, нити во држава, нити во општина. Меѓутоа сите тие кога во некој момент ќе имаат потреба, а ќе имаат, пошто сите правиме разни стратешки планирања низ разни стратегии, планови и документи, да си кога ќе им дојде процесот на приоритизација, сега се повеќе и повеќе таков тип на приоритизација се бара, да се навратат на овој документ, да видат како да го проведат во своите активности. Ете, тоа е тоа. Значи, нема тука ништо врзано локално, глобално или ова, можат сите да си го користат кога ќе им треба. Просто кажам. За алаткиве, искрено, значи, сега баш слушнав за Силдо и не сум ги разработила. Силдо, на втората не можам ни да се сетам на името, дека тоа биле некои онлайн алатки за работа со стейкхолдери. Сакам да седнам и да ги разработам, но еве ќе биде ова како некаков предизвик и на проектот на Пале, овој новиот Себитли, така. Ако може да сите заедно седнеме и видиме дали има нешто корисно и лесно што би можеле за работа со стейкхолдери, не само за приоритизација, туку можеби и за овие едукативните работилници или нешто што следи, што треба да претходи на сето ова, да можеме да искористиме и онлайн алат. Благодарам Ната. Маја исто спомна и за форсайт методологија, значи таа е методологија која што UNDP користеше како предвидување на иднината, конкретно баш на локално ниво, и е многу добра да се користи во рамките на тие едукативни работилници, бидејќи многу има причинско-последична врска, па ги може да ги вклучи луѓето што имаат малку знаења. Софија, само да те вклучам, Повели постави прашање, дали соседните држави, Наташа, во меѓувреме, Владко Трпевски прашува, направиле приоритизација? Значи, одговарам на Владко. Пак ќе речем, не е тоа пак на ниво на држава, значи ова е многу за конкретен пример. Не е нити пример за ниво на држава, на институција или на ова. Значи сигурно има примери, еве сега баш планирам последно да го покажам еден пример на спроведување на ваква постапка, приоритизација за стратегии за ублажување во секторот транспорт. Ова било направено во анализата на секторот за ублажување во транспорт во рамките на третата национална комуникација уште во 2012 година декември, во која што јас сум свесна за ова, во која што сум учествувала. Сигурна сум дека во Македонија има, и сум учествувала и во многу други, а има и многу други успешни примери на спроведување на приоритизација со чинители. Еве еден тука сакам само да го покажам. Значи, тогаш ние сите мерки, во МАНУ се правеше целата анализа за митигација во транспортот и сите мерки за митигација во транспортот сме ги групирале во 5 стратегии за ублажување. И тоа биле подобрување на возниот парк, воведување на нискојаглеродни горива, јавен транспорт и велосипеди, подобрување на уредите на возилата и кампањи за подигање на свеста. Значи сите мерки, подмерки, активности, политики, ние сме ги групирале во овие 5 стратегии. И сега понатаму, значи за сите тие 5 стратегии сме направиле таква економска крива, маргинална крива на трошоци и имало, значи, податоци за секој од овие 5 стратегии, колку треба да се вложи долари или евра за да се редуцира 1 тон CO2 и колку секоја од овие стратегија, ако се имплементира, ќе смали CO2. И сега овде ви е таа крива. Значи, таа крива е комбинација од тие два параметри за секоја мерка. И ако го гледате ширината на овие квадратчиња, еве, например, по ширината на квадратчињата за секоја мерка ви зборува колку CO2 ќе се намали со имплементација на мерката. А вертикално, колку се повисоки, значи во плюс одат, еве гледаме Introduction of Low Carbon Fuels,
е скоро $100 по тон CO2. Значи таа е релативно скапа. Improvement of vehicle fleet, подобрување на флитот стратегијата, е поскапа уште. А имаме и некои стратегии кои што се со негативни трошоци, како што се кампањите, како што е ова Improvement on Travel Behavior, тоа е за користење на јавен транспорт и велосипеди, кои што намалуваат релативно малку. Гледате, овие квадрачињата се релативно малку широки во однос на, да речеме, на мерките за подобрување на горивата и подобрување на флитот, меѓутоа пак се со негативни трошоци. И ние сето ова им го објаснивме претходно на чинителите. Значи, да гледаат ширина на квадратчиња, да гледаат колку по која цена се смалувањата. И со ова имавме расположливи, значи, податоци за секоја од тие стратегии. И после исто им рековме, еве сега, значи имаме ние податоци за економска ефективност, имаме податоци за околинска ефективност, имаме податоци колку секоја од овие стратегии остварлива, и сега колку некој, значи исто им предочивме дека, например, лесно може да се мери, да се измери колку се смалени емисиите со, например, со подобрување на возниот парк. Значи, колку имаме понови коли, се разбира тука врз основа на бројот на новите коли и бројот на старите коли може на некој начин да се пресмета полесно колку се редукциите. Наспроти, да речеме, мерките кои што произлегуваат како резултат на подигање на јавната свест, таму не можете баш точно да измерете колку е редукцијата на CO2 како резултат на таа мерка. Сето тоа им беше предлочено пред да почне приоритизацијата на чинителите. Исто така, за некои мерки можеме да ги имаме и копридобивките, за некои не. И сега ги прашавме, откако целата таа теорија околу критериумите им ја објаснивме и податоците присутни за Македонија, ги прашавме сега чинителите, што мислите, ајде, од 0, 1, 2 и 3 по важност, прво кои критериуми да ги избереме, излеговме со оваа листа, а потоа и кои критериуми треба да се по важност да ги рангираат. И испадна дека економскиот критериум, односно остварливоста, гледате, дури 0,22% има тежински фактор во однос, второ е економска ефективност 0,21, околинска ефективност 20, 19 и 0,8. Значи, то е сега и сите тие, да споменам, учествуваат 14 чинители. И сите тие, значи, го дадоа своето мислење, кои критериуми и по колку важни. И сега понатаму на сите им беше дадена, значи, оваа табела, и им викаме, ајде сега, подобрување на возниот парк, по однос на овие сите критериуми да го оцениш. Воведување на нискојаглеродни горива од 1 до 5, се разбира единица најслабо, двојка доволно, тројка добро, 4 многу добро и 5 одлично. И тие ги направија овие оценките, ги имавме претходно тежинските фактори, оценка за секој резултат за секој проект од секој чинител, збирот на сите е ова. Значи испадна дека најдобра на прво место треба да се оди со воведување на нискојаглеродни горива. Таа е, иако е најскапа, меѓу поскапите мерки, односно најмногу пари треба да се вложат за да се смали CO2, сепак испадна на прво место. На второ место заради тоа што тие, иако малку смалуваат кампањите за подигање на свест, меѓутоа имаат највисоки негативни трошоци. Тие овие мислат дека треба да биде второ место како мерка, како стратегија. Трето место јавен транспорт и велосипеди. И тука сепак има некои трошоци, нели, инвестиции со помали негативни трошоци се во однос на кампањите. Четврто место дури им доаѓа многу скапо на луѓето да го менуваат возниот парк. И на последно место се таму подобрување на уредите во возилата, тие се релативно мерки кои што релативно малку смалуваат. Ете, ова е еден конкретен пример, се разбира многу сведен на едноставно, значи прво не сите мерки 100 за транспорт, туку сведени на стратегии, за да можат на вистина да го излечеме мислењето. Оти ако им ги дадем, сум учествувала и на друга работилница, каде сите мерка по мерка, 3-40 мерки им беа дадени на чинителите за оценување,
па многу малку останаа, значи само 10 од нив останаа до крај, да ги немаат живци да останат до крај. Значи ние сакавме да го максимално поедноставиме процесот, да сега на некој начин пак да можеме да извлечеме некакво знаење со вградување на мислењата на сите. И тоа е работа која што треба претходно пред приоритизацијата да се заврши. Се сложувам и со тоа дека не треба да се оди до банален степен на поедноставување, меѓутоа пак ќе речам едноставноста и сеопфатноста треба да постигнат некаков баланс, за да на крајот имаме успешна работилница, успешно вградување на мислењата на чинителите на сите. Толку. Благодарам, Наташа. Јас би сакала да дадам збор и на Софија. Софија е од Скопје Лаб, каде што воведуваат иновации и користат многу интересни алатки со кои што може да се помогне во многу од овие работи. Така да, Софија, повели некои твои размислувања или предлази. Фала, Пале. Здраво на сите. Наташа, само имам еден коментар, поглед на оценките и у тој контекст да сакам да го дообјаснам прашањето у поглед на земање на предвид на мислењето на локалната заедница. Според мене, од досегашни искуства работилници што сме ги правеле со град Скопје, многу е тешко да се користи ваков начин на рангирање од 1 до 5. И мислам дека можеби подобро е доколку за секој број, тоест индикатор 1, 2, 3, се даде некаков тип на објаснување. Например, 1 значи дека немаме доволно податоци кои покажуваат ефекти или позитивна промена, или може да демонстрираме некаква врска или претходно искуство и слично, бидејќи што значи 3 за мене, а и за некој друг не е секогаш исто. Така да препорака е, ако може, од прилика да се некакво обележување и означување на самите индикатори да се направи со цел да сите бидат најасно што е 1, што е 2, што е 3. Така, и второ прашање беше дали во делот на критериумите за, мислам дека беше на претходниот слайд за остварливост, е земено предвид, пример да дадам, имаме мерка за доделување на субвенции, колку реално мерката е добра и дали го зема предвид ресурсите на самото локално население, да ја оствари или искористи таквата мерка со цел да се дадат соодветни резултати на локално ниво. Чисто, не знам дали беше јасно ова што го споменав, меѓутоа е некое мое размислување. Фала, Софија. Значи, во првото апсолутно одговорот ми е да, апсолутно е подобро да се оди не со бројки 1, 2, 3, 4, 5, за пак да биде полесно за чинителите, можеби со некакви квалитативни вредности за оценувањето. Да. Сега пак ова ме прашуваш за, значи ова било за транспорт и се однесувало за остварливост, ама значи пак секој треба во критериумите кога ќе ги бираме, пак треба претходно тие критериуми да се поврзат со областа на акциите. Значи, тоа пак е некоја работа претходно што треба да ја заврши модераторот и институцијата која што ќе ја спроведува приоритизацијата, за да може со секој од критериумите да го поврзе конкретното знаење. Значи, сега ова било конкретен пример за остварливост на стратегии од транспортниот сектор, што било базирано на знаење што сме ги развиле за проектот во 2012 година. Меѓутоа, ако сега вие, значи, се што да, мојот одговор на прашањето кај тебе е да, меѓутоа, многу треба тоа да се направи, да биде, но треба за конкретен случај. Значи, ја не можам да извлечам некакво генерално знаење сега за проект, за критериумот остварливост. Точно. Те сваќам целосно, мислев, пошто не видов дали има објаснување за секој критериум, што значи остварливост или можеби на кои елементи или точки треба да се земат предвид кога се прави претходна подготовка
за работа со одредена целна група. Чисто у тој контекст ми беше така да ве сваќам. Тоа значи дека Одговорот е да. И точно за конкретните активности, за конкретните проекти се прави такво подетално знаење, се поврзува со секој критериум. Јасно, во ред, фала ви. Наташа има одсретен дека користените тежински фактори се многу изедначени и мислам дека не биле добро дефинирани или чинителите биле со многу слична перцепција. Од статистичка гледна точка препорачливи се 7 до 9 критериуми, а одредувањето на тежината треба да се направи така да имаат поголема дискриминација. Да, се согласувам. Во овој случај веројатно имале значи пак веројатно имале слично мислење по однос на сите критериуми. Може, не знам толку статистика теоретски, пак ќе речам. Значи, тука за ова мултикритеријална анализа и сето тоа има доста теорија и само теоријата, кога ќе треба, таа теорија научна би рекла, научно заснована, важно е и да можеме да ја транслираме и да сме способни да работиме со чинители. И сега оно што е научно значи не е ова никаков научен труд, па сега статистиката да ни биде со толку да бара толку робусност, се разбира. Ова е работа со чинители, така да го крстим. И ние сега од целата таа научна робусност и на мултикритеријалната анализа и на статистиката што стои позади сето ова, треба да сведеме на работа со чинители, со земјоделци, со не знам, различни, конкретно во земјоделството треба да работиме со фармери, со земјоделци, со ова и тука сега не знам колку, значи пак би рекла балансирање е помеѓу комплексноста на методологијата и вклучувањето на чинителите. Значи, тие сите се согласувам за робусност и како да кажам, и конзистентност, меѓутоа тоа е кога имаме едно повисоко научен пристап во анализите и сега тука треба умешноста е да сето тоа понатаму го преведеме на некое ниво во кое што ќе ни овозможи вклучување на чинителите без понатаму да генерираме фрустрации, дека ништо не разбирам, дека не можам да учествувам, односно тој момент да го удлажиме, да се изразам со терминологија на климатски промени. Толку Пале. Пале, заврши. Тука сум, да, гледам дали пропуштив уште некое прашање. Мислам дека имаш уште едно што не го прочитав, ама сега не можам да го најдам. Ќе ми извините ако бара одговор, ќе доставиме после до имејл. Јас ви благодарам на сите многу за интересот. Пред да завршам, би сакала да прашам, пошто има представници од луѓе кои што се од IT секторот и кои што работат нови други работи, дали некој може би сакал нешто да каже околу некои алатки кои што постојат, кои што ги знаат, кои што би можеле да помогнат во било кој од овие чекори да биде електронски побрз? Ако не, би сакала да ви заблагодарам на сите за времето, за учеството, за интересот кој што е покажан. Наташа направи со своето досегашно искуство во целата оваа проблематика една релативно едноставна, но функционална методологија која што може да ја користи секој на било кое ниво. Со тоа само се покажува колку климатските промени се навистина комплексна и мултисекторска проблематика. Значи, Министерството за животна средина и одговорност за националните политики, меѓутоа сега се повеќе стануваме свесни дека овие политики треба да бидат секторски, да навлегуваат во сите останати сектори и дека е многу битно самите институции, самите организации да соработуваат меѓу себе кога се
прават климатски акции или проекти кои што ќе помогнат или во облажување или во адаптација кон климатските промени. Благодарам уште еднаш на сите, благодарам многу на Наташа, на Симона, на Теодора и на сите оние што се вклучија во дискусијата и со дел од вас се гледаме и утре. Во рамките на оваа ситуација кога мора да работиме од дома, сите резултати ги презентираме електронски. Оваа недела имаме уште 4 вебинари кои што се однесуваат на сценарија за екстремни предизвикања од климатски промени. Ако некој од вас не добил покана, значи утре и задутре ќе има по 2 презентации на различни теми на ниво на цела држава, на ниво на Скопје, Полог и Струмица. Контактирајте ја Симона или мене и да ви пратиме линки за другите настани. Имајте убав ден.